Откако пред месец дена се поставија фотоволтаични панели за автоматско хлорирање на водата во 4 населени места, проблемите со водоснабдувањето ќе ги надминат и жителите на малата од разбиен тип Беловци, Мајсторци и Петревци во село Грлани. Искуствата од соседството со вградувањето цистерни кои се конструираат за да работат како резервоари, за прв пат ќе се пробат и кај нас. Со вградувањето на цистерна со капацитет од 50 метри кубни, очекуваме долгорочно решавање на водоснабдувањето кај стотина жители на село Грлани. Оваа инвестиција е во вредност од 2 милиони денари и од општинскиот буџет, како и претходната за поставување на фотоволтаични панели во 4 населени места, и се во рамките на планираните средства за надминување на долгорочниот проблем со квалитетот на водата, истакна градоначалникот Емил Дончев. Овој капацитет на цистерна ќе биде доволен за потребите на местното население, тврдат надлежните од јавното комунално предпријатие, кои имаат обврска постепено да го преземат управувањето во сите селски водоводи. Фирмата која го доби тендерот ќе ги стави деловите во цистерна за да функционира како резервоар, ќе почнеме пробно и откако ќе се изврши хиперхлорирање, водата ќе биде исправна за пиење. Оваа цистерна резервоар за неколку мала од село Грлани е со капацитет од 50 метри кубни и ќе биде сосема доволно за луѓето да живеат тука. Само ќе бидат потребно уште неколку дена за да се стави комплетно во употреба, истакна директорот на јавното комунално предпријатие Солидарност Игор Спасовски. Според директорот Спасовски, повеќе од 80% од планираните зафати за водоснабдувањето во селата се завршени. Останува да се стави во употреба филтер станицата во село Крушево, која веќе пробно работи, и неголемата инвестиција е филтер станицата во село Трсино, за која процедурата е релативно комплицирана, но и бараните средства се најмногу.